визуелна антропологија, проекции на етнолошки документарни филмови. Наградата Книжевен круг се додели на Јордан Плевнеш. Битолскиот камерен оркестар со голем концерт. Мали херои пронајдоа 2 кученца на кои им е потребно лекување. Свечено отворен летниот ноќен клуб Позитив. Во рамките на Битфест се одржа настанот Визуелна антропологија, проекции на етнолошки документарни филмови. Се работи за избор на филмови од Меѓународниот фестивал на етнолошкиот документарен филм, што се одржа во Кратово 2013 година во организација на Македонското етнолошко друштво. Проектот е подготвен од Завод и музеј Битола, Музеј на Македонија, дебатното кино Контракадар и Битфест. Бидејќи веќе втора година се одржуваше Меѓународниот етнолошки фестивал на етнолошки документарни филмови во Кратово, тие се во 2012-2013 и ова година ќе биде третото издание и сметав дека е добра прилика Битолското културно лето да биде запознаето со случувањата во етнологијата и посебно во визуелната антропологија, која сметам дека е од големо значење не само за етнолозите, и воопшто, пошироко да се добие публика која ќе може да ги следи етнолошки документарни филмови. И оваа година со колегата Владимир Коцев од Музеот на Македонија, бидејќи тој е председател на фестивалот, на Меѓународниот фестивал, се одлучивме да направиме двовечерно представување со сат и пол да биде траењето и сметам дека ќе успееме барем малку да доприме до публиката со изборот на овие филмови. Хронолошкиот развој на снимањето етнолошки документарни филмови во Македонија бележи периодични остварувања со тенденција во современиот миг да ги следи денешните развојни методи и пракса во организирање на многубројни фестивали. Во Македонија за визуелната антропологија или за визуелната етнологија малку се знае, воопшто малку се знае за етнологијата, ние сме криви самите етнолози, затоа сега во овие последните години правиме напори таа да се популаризира, особено Македонското етнолошко друштво и членовите, нели? Организиравме неколку симпозиуми, почнавме да го организираме и фестивалот на етнолошкиот документарен филм во Кратово, со цел да се популаризира овој дел од етнологијата, не само да видиме на кој ниво сме ние во рамките, во светски рамки, во европски рамки, како работат останатите, како работиме ние, кои теми се обработуваат надвор од Македонија, кои теми ги обработуваме ние и на кој начин. Во рамките на овој настан беа прикажани неколку филмови. Визуелната антропологија своето потекло го има од крајот на 19 век, но се уште го нема добиено своето пошироко прифаќање. Филмовите од визуелната антропологија ги снимаат антрополози, етнолози и документаристи. Со филмовите од визуелната антропологија сме во можност да правиме компарации со нашата социокултурна средина, како и да комуницираме со нови сознанија на слики кои не обкружуваат. Трета година поред е доделена наградата Книжевен круг. Оваа година таа му се додели на писателот Јордан Плевнеш за неговиот исклучителен придонес на книжевното поле. Жири комисијата во состав Ефтим Клетников, председател на комисијата Кирен Неделковски и Петре Димовски му е доделија оваа награда на Плевнеш за неговото уметничко творештво преку кое континуирано ги афирмира Битола и Македонија низ светот. Тој е исклучителен писател и ревносен толкувач на борбата за македонската национална самобитност, водена низ вековите, во жестоки пресметки со темните сили на апокалиптични катаклизми кои во себе носат најсурови закани по опстанокот на нацијата. Јордан Плевнеш со својата раскошна дарба на творец, со генијалноста на мислата и фанатичната посветеност кон работата, широко ги отвори масивните порти од светските книжевни дворци и суверено влезе во јадрото на универзалната меморија со трајните вредности на создадените дела. Со витешки занес и смелост на македонски духовен воин, најпрво ги завлада европските, потоа и светските простори, освојувајќи го светот со мечот на уметничкиот збор, што е најголема
доблесна придобивка во обстојувањето на човештвото. Во тој исклучителен поход, најпрво Македонија ја пренесе низ светот, за потоа светот да го внесе во Македонија. Наградата, која пред 3 години ја воспостави Битолскиот книжевен круг, се доделува за значајни книжевни остварувања на автор чие книжевно дело се втемелува во тековите на националната меморија на Македонија и останува вградено во културната ризница на вредностите. Јордан Плевнеш е автор со богато поетско, драмско творештво. Романот Осмото светско чудо е преведен на 15 на јазици во светот и добитник на високи меѓународни награди. Неговото место со театарската, културната и националната меморија е на високо скалило на светските книжевни искачувања. Досегашни добитници на наградата Книжевен круг се Владимир Костов и Иван Чаповски. Наградата на лауреатот ќе му биде врачена на манифестацијата Битолски книжевни паметења, која во рамките на Битфест ќе се одржи на 9 август. Овој четврток во рамките на Битфест во пациото на Завод и музеј, Битолскиот камерен оркестар и пријателите ќе го представат досега најголемиот проект на камерниот оркестар Рок Симфони. Се надеваме дека овој ќе биде многу поголем од ланскиот и се ќе биде во најдобар ред. Нашата екипа присуствуваше на една од вашите проби и можам да кажам дека доста интересно звучите и овој пат е рок концерт. Од каде идејата? Идејата е на Владимир. И на Никола. И моја, јас како стар рокер се разбирам. На репертуарот ќе бидат песни од Queen, најповеќе, од Whitesnake, Coldplay, Adele и Scorpions. Имаме прекрасни пејачи, прекрасен бенд, прекрасен оркестар и така све у свему би требало да испадне добар, одличен концерт, би рекол. Така со оваа најава знам дека и битолчани едва ќе чекаат да го видат самиот концерт, меѓутоа ајде да ги спомнеме и самите учесници, освен камерниот оркестар. Па освен камерниот оркестар ќе настапи Ѓоко Таневски, Наде Талевска, Бојан Стојков, Нико Ѓоргиевски, Ирена Димовска, Памперс. Како течат досегашните проби? Па супер течат. Се надеваме дека и на концертот исто ќе се покажеме во најдобро светло. Со оглед на тоа што однеодамна нели функционирате под капата на Центарот за култура, како оди сето тоа, значи како одат и самите концерти, полесно ли е да се функционира? Па во секој случај имаме, како што гледате, имаме простор за работа, што е прво и основно. Благодарност до Центарот за култура за тоа. Полеснети ни се сите работи. Едно прашање за крај, нели знам дека едва чекате да продолжите со самата проба. Ние така ви се вметнавме, нели Тера телевизија секаде ги има. Колку беше неопходно значи постојањето на камерниот оркестар во нашиот град со оглед на тоа што постојано ние си повторуваме град на култура, град на клавири, град на музика. Па не само за градот Битола, ние се надеваме дека со тоа што сакаме да постигнеме за целиот регион Битола, Прилеп, Охрид, Ресен, цел тој регион да го фати и да имаме овој цел регион еден камерен оркестар што ќе функционира со редовни концерти со плата. Во Рок Симфонијата учествуваат камерниот оркестар на Битола заедно со Ѓоко Таневски, Наде Талевска, Бојан Стојков, Ирена Димовска, Нико Ѓоргиевски, бенд и хор. Во Рок Симфони на Битфест ќе ги слушнете најголемите рок хитови на сите времиња, како We Are The Champions, Fool For Your Loving, The Show Must Go On и многу други. Концертот ќе започне од 20 часот и 30 минути. Сдруженијето за заштита на животни Мали херои од Битола не информираше повторно за кучиња кои беа пронајдени од нивни активисти и за кои се потребни донации за нивни лекувања. Значи се работи за изживување на женка шарпланинка, мелесо шарпланинка, стара околу 2 години. Има повреда на предната нога, значи била врзана со јаже и исто така со некоја шилесто железо, значи била пробушена. Јажето израснало под кожата и итно и беше потребна ветеринарна помош. Голема благодарност до ветеринарната служба во Демир Хисар, Зебра, кој што веднаш ни излегува во пресед. Значи случајот е во Демир Хисар, во општина Демир Хисар.
се она што бараме од граѓаните, значи дали во општина Демирхизар, дали во нашата општина во Битола, привремен престој за шарпланинката и дадовме име Лара, за да можеме значи да ја продолжиме понатамашната терапија и да ја пружиме ветеринарна помош секако. Секако и таа ќе биде стерилизирана за да не раѓа и ќе се обидеме да ја вдомиме. Сакаме да апелираме до граѓаните на општина Демирхизар, значи да не премижуваат, да не премолчуваат на живување од ваков тип, да го пријават случајот во полиција доколку го знаат сторителот кој е. Полицијата според кривичен закон за мачење на животни член 233 мора да постапат, исто така да пријават во Агенцијата за храна и ветерина во Скопје. Меѓутоа имаме уште еден случај сличен на овој. Да, исто така имаме уште еден случај, овој пат се работи за куќе кое што било удрено од кола, нормално сторителот не го знаеме, е непознат. Куќето беше привремено згрижено кај волонтери од Мали херои, ние се грижевме за него, но поради повредите и поради тоа што во Битола нема рентген снимка за животни, мораше да го пратиме во Скопје. Моментално куќето е згрижено кај доктор Марин, голема благодарност да не го испраќаме, бидејќи поради неговата нега и грижа избегната е операција на куќето, што е многу полесно и за него, но и за нас како волонтери, бидејќи сме непрофитно здружение и немаме доволно средства за да ја покриеме операцијата. Значи направена е рентген снимка на животното и утврдена е скршеница на предната нога. Овие две кученца по лекувањето се даваат на вдомување. Диџеите Чико и Бобан Маневич официјално го отворија летниот клуб Позитив. Битолчани со нетрпение го очекува отварањето за да има каде да се забавуваат во летниот период. Во луксузен стил, со реновирани шанкови, вип сепариња, овој клуб се искачи на врвот на дискотеки во Македонија, кој ќе привлече многу луѓе насекаде од државата и надвор од неа, за да го посетат и да уживаат во богатата програма, која ќе ни ја понудат за летниот период. Позитив ги абсорбираат новите содржини и акцентот го стават на гостувањата на домашни, но и светски познати диџеи, продуценти и бендови. Позитив го поседува еден од најдобрите саунд системи во Македонија, со кој го подобруваат квалитетот на ноќниот живот во Битола. Нивната визија е клубот да биде епицентар на позитивна енергија, бас вибрации и квалитетна музика, проследена со светлосни и визуелни ефекти, презентирани од врвни артисти и уметници. Позитивните вибрации од клуб Позитив и овој викенд во нашиот град. Викендов ќе се одржува фестивалот по повод 10 години Fresh Union, на кој ќе настапат Супер Хикс во петок, Бед Копи во сабота и Дејан Миличевиќ во недела, а атмосферата ќе загреваат битолските диџеи. На самото отварање голем број посетители во Позитив се забавуваат до раните утрински часови. Бидете во епицентарот на позитивните случувања. Летен клуб Позитив.